Добро вечер. Студио 2 влегува во завршницата од првото полугодие на своето директно емитување на телевизиските соочувања, во кое, сакали или не, политичките теми и економските беа доминантни. Се разбира и оние што беа сврзани со името. Она што во последно време во македонската јавност доминира, тоа е оваа тринеделна своевидна парламентарна рашомонијада. Мои вечерашни гости: Илија Димовски од ВМРО ДПМН и Андреј Петров од СДСМ. Добро вечер. Сакам веднаш да ве запрашам, што е минимумот согласност во македонскиот блок околу што би можело да се излезе од оваа криза, моментална криза во парламентот? Петров, бидејќи вие сте иницијатори, ВМРО нешто прифаќа, нешто одбива. Што е според вас минимумот? Па минимумот е да се покаже волја, значи политичка волја да се пристапи кон излез од оваа епизода која се случи и која на крај краишта и штети пред се на Македонија како држава и на македонските граѓани. Минимумот е да она што ние вчера сметавме дека е консензус, некој околу кој може да дојдеме, значи нашиот предлог плюс она дополнување кој господинот Димовски на брифинг со новинарите го кажа околу лоцирањето на одговорноста на учесниците, биде прифатено и да со тоа се затвори тоа поглавие и да се оди напред, да се оди на други теми кои се многу важни за Македонија во овој момент. Морам лично да прашам, се надам дека спикерот Велјановски веќе него доживувате како непријател број 1. Па благодарение на вас и на А1 телевизија и на оној денеска за наше изненадување оној прилог кој беше каде што се покажа дека друг е човекот кој е дал командата да полицијата влезе во парламент. Сваќаме дека спикерот Велјановски не е тој кој го прекршил членот 43 од законот. Тој едноставно не смогна храброст да се издигне над политиката и да направи еден ичекор кој ќе беше нешто што многу ќе оценеа мнозинството од граѓаните. Прашањето на храброст е карактерна особина. Во политиката храброста може да биде од релативен. Димовски, што е минимум околу кој може да се согласите? Значи, прво, не е, мислам дека малце изместено го поставивте прашањето на почетокот, не е СДСМ тој кој што предлага ВМРО као нешто прифаќа, нешто не прифаќа. Мислам дека прилично идентични позиции имаме по однос на формално правниот аспект. Во однос на... Значи, анкетна комисија да. Што е спорно? Вака, ве молам. Значи, има практично два формални и еден неформален предлог за анкетна комисија. Двата формални предлози се оној на СДСМ, каде што лоцираат одговорност исклучиво под член 43. Предлогот на ВМРО ДПМН каде што нема никакви ограничувања, условувања, односно целосна автономија предвидена за анкетната комисија, и оној неформален предлог како компромис кој што беше понуден од страна на председателот Велјановски, кој што беше донесен со консензус во 2007 година, да се искористи тој елемент на консензус од 2007 година, истиот предлог да се стави на маса. Само еден мал коментар во однос на последното што го истакна господинот Андреј Петров. Тој лист хартија кој што денес А1 го покажа на камерите не е ништо ново во текот на дебатата. Ваши пратеници од Социјалдемократскиот сојуз го покажува и го чита тој документ, и тој документ на крај на криштата и ништо не менува околу околностите, околу целиот инцидент. Значи, она што треба ние да се пронајдеме како консензус е да ги донесеме измените на деловникот, да си ги тераме редовните обврски на собранието, да работиме на ЕУ агендата и да формираме анкетната комисија за да ги расчистиме сите околности под кои што настана овој немил настан или инцидент. Тие се клучни столбови по кои што мораме да се движиме. Не смее собранието на Република Македонија да работи исклучиво заради себе. Значи, ако е така, тогаш ја губи смислата она што треба да го испорача како резултат за граѓаните. Само има и уште еден предлог, се извинувам. Значи, вчера имаше уште еден предлог од нас, компромисно понуден, во кој практично би се разгледале сите околности на настанот. Тоа е модификација на вашиот предлог, колку што разбрав јас денес од новинари. Близок до она што го заговараат и многу, да кажам, објективни посматрачи од надвор на состојбите, во кои би се испитале сите околности на настанот, законските услови кои важеле во тој момент, како и одговорноста на учесниците во настанот. Доволно широк, меѓутоа доволно прецизен дел за работа на анкетната комисија. Вака како што е предложена од страна на председателот Велјановски, тоа е еден
многу широк, меѓутоа тотално непрецизен, значи дел. Од што стравувате? Стравувате од кој тип на манипулација кој е доволно широк? Обично широчината на надлежностите дава флексибилност во одлуките. Зашто вие се сомневате? Значи, овој компромисен предлог кој ние го дадовме, го цитиравме многу широк, за разлика од она што се нуди, каде што се вели да се испитаат околностите на настанот, точка. Значи, тоа укажува дека таа комисија може да лута во барањето на правец од каде ќе тргне, значи ќе се испитаат сите околности, меѓутоа поврзано со законската регулатива која постоела во тој момент и одговорноста на сите учесници во настанот, и на оние кои биле директни учесници, и на оние кои индиректно со своји чинења или нечинења биле вклучени во настанот. Добро, да расчистиме само еден момент, ќе ви дам збор Димовски. Тоа значи дека СДСМ прифаќа и дел на испитување на одговорноста на однесувањето на својата претеничка група или дел од претениците во однос на физичкиот контакт со обезбедувањето. Апсолутно, ние не бегаме од тоа. Проблемот тука е друг, што тоа практично не е обезбедување. Тоа се цивили наоружани без ознака. Независно од тоа, дали вие прифаќате и испитување на степенот на одговорноста на однесувањето на дел од својата претеничка група? Прифаќаме испитување на одговорноста на нашата претеничка група според законските прописи кои важат во Република Македонија. Што значи да се види кои се тие луѓе? Во уставот господин Андреј Петров пишува дека физичкиот интегритет на човекот не смее да биде загрозен. А ние на снимките и на сликите видовме дека физичкиот интегритет на еден човек, за кој што можеме да дебатираме, јас не бегам од таа дебата дали е припадник, дали не е припадник, беше загрозен. И обратно и на збориме за устав. Уставот е окей, меѓутоа и обратно, и интегритетот на пратениците, затоа што тука не станува збор за некој човек кој случајно бил во некоја просторија, да речеме во кафана сте сретнале некој човек па сте го нападнале. Може некој да замисли дека една Цветанка Иванова жена ќе нападне некој човек кој седи таму, случајно ништо не ја пречи, таа така од ненадеж го нападнала. Се работи за човек кој активно учествувал во нешто, значи снимал одредена ситуација и бил внесен од надвор без луѓето да знаат кој е тој човек. Значи тој во својата белешка самиот признава, значи сите тие луѓе дека отпосле тие се легитимирале по завршувањето на инцидентот на учесниците во настанот, што е голема грешка, недопустива. Баш кај што ако дебатираме околу тоа, овој член 43 е дел од законот за собрание кој го донесе Оли Рен. Добро, јас можам да ви прифатам. Само член 43 е многу клучно, кај тоа што е многу често се злоупотребува таа систематизација. Јас како што ви најавив, член 43 со прашалник. Така, член 43 е дел од законот за собрание, меѓутоа член 43 е дел и од деловникот на собранието, кој што е донесен 2008 година, ако не се лажам, е дел од деловникот донесен 2002 година во член 239 со различна номотехника поради различниот систем е донесен, го има и во привремениот деловник на собранието од 91 година, го има и во деловникот од 86 година, го има и во деловникот на собранието од 82 година, го има и во деловникот од 76 година. Тоа што го кажува член 43, не, различен е само во овие кои што се носени во период на комунизам, а во овие што се носени во период на демократија е идентичен. И со сила е различен, бидејќи е закон. Разликата, знаете што е што е најклучно во тој член 43 на кој што се повикувате вие, кој што го има и во 2002 деловникот, да го земеме како некој репер, пошто на тој деловник е потпишан Стојан Андов. Али ова е закон. Ворете, значи за собранието деловникот е закон на некој начин, меѓутоа да прифати. Знаете што е, и во 2002 година во деловникот пропишува дека собранието го обезбедува собраниско обезбедување. Нема собраниско обезбедување. Сите оние луѓе околу нас кои што се облечени во цивилка и кои што носат оружја и го прават тоа постојано и не е ништо ново. Се истите тие луѓе и пред година, и пред 2, и пред 5, и се вработени во Министерството за внатрешни работи. Во цивилка се господин Андреј Петров и јас и вие ги гледам секој ден и господин Човски ги гледам секој ден. Димовски има една, само еден момент, има една ситуација. Тие се собраниско обезбедување, дел од таа екипа на општото обезбедување, нели, за која Јанкуловска овде зборуваше. Меѓутоа факт е дека тие луѓе се препознаваат, стануваат дел од некаков традиционален однос, се знаат. И второ, она што е најбитното во целата таа работа, тие луѓе се собраниско обезбедување во преносна смисла, бидејќи мора да го почитуваат редот на собранието. Види, јас ви кажам, не може да се однесуваат. Два моменти се битни. Првиот момент е да констатираме дали имало напад врз човек.
Тоа е едниот момент. Вториот